Джики, ти благодарам многу што ни доаѓаш денеска на подкаст. Да бидам искрен, сакав да ми бидеш меѓу првите гости. Меѓутоа ти како смирен, сталожен господин од оваа фела, секогаш сакаш прво простор на младите да дадеш пред да настапиш ти со твојата грациозност. Така да многу ми е кеф што си тука. Би сакал за почеток да ни раскажеш како заглави ти во креативнава сфера, како почна целава работа, како се развиваше твојот кариерен пат и кај што си сега, како гледаш на работите? Сосема случаен почетокот. Почетокот е од пријател дознав што е копирајтер, прв слушнав. Заедно глумевме со тој пријател аматерски театар. И седев на кафе со моите поранашни работодавци кои што ми постави едно многу интересно прашање. Односно, нивните родители дента славеа годишница од брак. Извини, наредниот ден. И они ме праша мене што да им купиме на нашите родители, кое е твоето мислење? Се знаеш како многу чудно, пошто е многу интимно, знаеш, нивни родители се. Викам, јас мислам дека центарот на љубовта во еден дом на мажот и жената е нивната спална соба. Од таму сте произлегли и вие као деца. Мислам дека треба да биде нешто околу креветот, кога ќе отворат очи, прво да видат дека имаат нешто од своите деца. Вака ме гледа, паре нешто директор вика, копирајтер, знаеш што? Викам, имам чуено ја копирајтер, што е? Ајде вика да доеш да волонтираш, па да видиме од кај ќе стигнеме таму. Ево таму почна целата приказна. Тоа е многу фина приказна, како ти кажеш. Да, вака е као затоа што е основата на ова што го работиме, кога размислиш. Значи инсайт во животот на луѓето, вистинската емоција погодена, нели бидејќи се работи пак кај нив беше за емоција. Значи јас им ја погодив нив емоцијата, значи јас им продав нешто, автоматски себе се продав. Ме свегаш. И од таму почна таа кариера таму колку трае 16-17 години. Што е тоа што те движи во кариерата како копирајтер? Искрено да ти кажам, многу го сакам креативниот процес. Кај себе, својот хаос да речеме, но многу сакам, мислам, во тоа треба да се работи, да се прави тоа во креативен тим. Значи заедно сите да придонесуваат. Значи уметноста и умешноста е во синергијата. Тоа што го зборевме и минатата година како некако достигнување на Pixel. Тимот е посинергичен од кога и да е. Има фалинки, фала Богу се работи. Различни проекти, различни карактери, овона. Ама тимот кога ќе дојде до момент да споделува креативно, заедно сите да се вклучени во тоа, тоа е едно од највозбудливите работи што постојат според мене. Тоа е, јас и ти знаеш, имаме одредени, тоа не се креативни разлики, тие се организацијски разлики, да речеме. Да. Однос на време колку се троши на тие работи, ама тоа е се во служба на изградување на тие креативни личности. Зошто? Заради тоа што креативната личност е прекреативната мисла. Ако ние споделуваме, јас учам од некого. Така е. Никој не е најдобар. Никако. Никош не сум тврдел дека вакво, дека сум најдобар во тоа што го работам. Фала Богу, доаѓаат нови деца. Само на тие нови деца треба им се каже да се деца се глупости. Тоа се интелектуалци, изградени личности и така натаму. Треба се постават работите каква е ситуацијата на пазарот. Заради тоа што сите сакаат да пукаат храброст, out of the box, и кога ќе видиш, почнуваме со out of the box, од тој out of the box стигаме до можеби 1% out of the box. Ниту е пазарот подготвен, ниту се луѓето кои што работат во маркетинг сферата прехрабри за да го направат тој исчекот. И тоа знаеш, тоа е цело време некоја борба. Ова е многу интересно, поради тоа што оваа, како да кажам, дилема има долги години назад. Мислам не беше толку дилема колку што беше креативна дебата со Сено, баш го зборавме, јас му кажав, слушај, можеш ти да бидеш храбар секогаш, а можеш да бидеш и, како да кажам, и out of the box 100%, меѓутоа мора да сватиш дека тоа креативно што го правиш, мора да биде во служба на бизнисот. Поради тоа што ако е само креативност, for creativity sake, не дава додадена вредност, а маркетинг не е уметност. Маркетинг е уметноста на вклучување на уметност за потребите на бизнис целите на компанијата. И за продажба. Нормално, меѓутоа ти за некој да порасне со продажба, треба да продаде некаква приказна. Дали таа приказна го зајакнува брендот, па брендот индиректно продава повеќе, ради тоа што луѓето веруваат во брендот повеќе, или едноставно имаш креативна порака која што се накачува на конкретен производ кој што после индиректно го крева брендот, тоа се различни avenues и различни типови на стратегија кои што можеш да употребиш ти за некој раст и развој. Така. Меѓутоа ако нема поента, тогаш е само уметност. Така. И тоаш и нема да се памти, да речем, производот, што било до сега се покажало многу пати дека ти може да имаш ултра креативна
Кампања. рекламна кампања за џабе, заради тоа што Го надмашува брендот. на денот џабе се. Да. Да ти одговорам на ова е блиску до ми постои прашање кој е драйвот. Да. Значи едниот драйв е таа размена, тоа е прекрасно кога се бреформам со други луѓе кои разменувате. Има многу смеа, многу како ти кажам, отварање чакри заради тоа што луѓето го имаат во себе, само треба да се насочат одреден начин на размислување да имаат. Одредени аспекти кои што се сегменти кои што треба да покрие. Втората работа што е многу битна за ова, бидејќи ме прашуваш што ми е мене возбудата, размислување долготрајно, долгорочно стратешки за позиционирање на бренд и така натаму. И сам тука е као копирајтер, концепт, стратегист, како и да е, тука е најголемиот предизвик. Да го видиш ти брендот во 4 години. Ти му кажеш на клиентот, слушај, твојот бренд стои тука, или твојот производ како и да е, јас го гледам за 4 години ваму, заради тоа што мора да има раст. Инаку зашо ќе си му? Ќе му ги пополниш од таа година дена и после тоа, значи, свичот и воопшто и начинот на размислување треба да се свича на малце подолготрајно. Зошто? Заради тоа што кога размислуваш долготрајно, смислуваш приказна која што поише држи. И може да возиш дугачко време. Таа приказна основата ако е добра, може да ја надградиш, може да ја однесеш во различни насоки. Сваќаш, таа различна насока ќе каже, окей, за 4 години производот е веќе вам. Али тоа е еден долготраен процес, знаеш, тоа не е. Тоа е стварно опсежна работа која што вклучува многу поише луѓе. Вклучува акаунт, така, вклучува дигиталец, вклучува копирајтер, вклучува арт директор, се. Тука цел тим треба да размислува како, знаеш. Дали може тимот да размислува тоа без да го запознае убаво клиентот? Не може. Не може. Прво треба да го знае, да го ровари однатор, како да кажам. Да. Значи, постојат примери за во оваа индустрија во која што успешни акаунт менеджери, како сакаш кажи го, преминале кај клиентот заради тоа што самиот клиент ги бара. Да, и ги надмашале тоа што самиот клиент го знае. Апсолутно, јас имам пријателка која што работи во одредена банка, не е битно, Да. која што, например, нема потреба да се јавам во банката да прашам за број во сектор кај треба да се јавам за да нешто дознам. Не си се јавам. Така. Она ги знае сите работи, она знае цела структура на банката, знае како дише банка. И сакам да кажам, да ти одговорам, не може да не го знае, мора да го знае во срж и суштина. Ако е производ, мора да знае од што е изграден производот, зашто е наменет, така, како функционира, за ти да смислиш како се овој производ ќе му го подобри животот на човекот. Така, значи функционалноста морам да ја знам и да му донесам и мотивен бенефит на човекот за да го. Според тебе, која е најтешка задача во однос на градење бренд? Ева, особено ако станува збор за индустрија која што воопшто не е, вака класично се изразам, секси, воопшто не е возбудлива, колку е тука тешко да изградиш ти приказна која што луѓето ќе ја сватат, за да го сватат бенефитот од тој бренд, а брендот не работи нешто groundbreaking и не знам колку возбудливо. Па, види се, значи, прво, многу е убаво кога имаш, како да кажам, најубаво е да го прифатиш тоа што го работиш. Тоа е најбитната работа. Да прифатиме дека ние работиме за менталитетот на овој народ. Од прифаќањето на менталитетот на овој народ, неговите навики, да го сакаш малце да го погалиш по глава, така, да мораш малце да го сакаш, не знам како да ти кажам. Треба му продаш на човекот, не сакаш. Од менталитетот ќе создадеш некаква извлечеш од неговите навики и само тогаш имаш шанса да му створиш нова навика. Новата навика спакува како сакаш. Преку AI, како се спакува? Да, не е битно. Само тука е аголот на креативност. Ама основата пак мора да е end user. Тоа јасно ти. Предизвикот е инертноста на пазарот, стравот, ограничени буџети и генерално едукација на клиенти во однос на тоа што може да се направи, како функционира нештото и зошто токму тоа е направено. Ти, како каже подкастот, дај ми малце до вербата, на кој подкаст да беше, дај ми малце до вербата. Ако ти ми даеш доверба, ја ќе ти кажам ја како функционирам и од таму натаму може да изградиме нешто. Пошто иначе нема да имаме резултати. Значи, пази, зборуваме цело време за синергија и партнерства во рамки на фирма, во рамки на креативен тим, кон клиенти, кон соработници, значи едноставно таа усогласеност на тоа дали колку се разбираме, дали зборуваме на исти јазик и дали се почитуваме кој за што е специјалист, дава на крајот од денот многу резултати. Што се случува кога немаш добра комуникација? Секако е, знаеш како кои односи со луѓе. Значи ти ќе одлучиш да речеме да закопаш одреден проблем и тоа создава дистанца. И се поголема дистанца треба да се продлопочи. На крајот на годината никој не е задоволен, избегаваме контакт. А што е најсмешно, работиме во комуниколошки бизнес. Значи комуниколошки бизнес, комуникацијата е најосновното нешто што може да постои. Ако ние не зборуваме едни со други,
Затоа зборам креативна размена. Да. Не разменуваме Идеи. мора. Не знам како кажем. И убаво е заради тоа што не знаеш и човек сам ќе се изненади од себе колку е креативен и во која насока може ги однесе работите, само да е подготвен да соработува. Со истомисленици и со неистомисленици. Да. Потешко е да соработуваш со неистомисленици, меѓутоа она што е проблематично со неистомисленици ако имате диаметрално спротивни кор вредности. Ако кор вредностите ви се разликуваат многу, не знам колку може да има плодна синергија. Ќе се мачите, така. Само што пак се некои, не знам, пак некои базични основни колку ти веруваш. Дали таму тој човек има некој драж, нека светлина што Дали мислиш дека на луѓето им е полесно да се откажат на прв проблем, отколку да пробат да изградат мост? ретко се случува да е некој толку истина. Така. Заради тоа што Дали тоа фали во денешно? Па многу побрзо се движат работите и човек вика, случај нема да се со ова, нема време за ова. Одиме дале заради тоа што таму има некој кој што ќе обркам и тоа дека е све побрзо, малце прави не ретерира човекот, не се навраќа на нас. Што може би окей, може би не треба, ама од друга страна не знам, не треба да забораваме вајде дека сме луѓе. Не знам, ја така Не, тоа е многу добра поента, затоа сакам да се надобрзам нова поради тоа што дали мислиш дека сега брзината на информациите прво и основно и на размената на информации, на комуникација и се, дали до некаде малку не оддалечува. Зашто полесно ти е тебе да ми куцнеш на Teams 3 збора, откога речеш ајде да седнеме да го продискутираме. Кога седнеш ќе го продискутираш, луѓето мислат дека едноставно овој состанок ми е губење време, нели, оди фамозно, овој состанок може да беше мејл. Да, можеби ќе беше мејл состаноков, ама никогаш синергетски можеби немаше да фрлиме 3 зафрканци, да се напиеме едно кафе, да си позбориме малку за домашни приватни проблеми и на крај од нигде никаде да излезе креативно решение. Апсолутно. Мислам, јас не секој за човечки контакт. Не постои мојата набедната глава од телефон не е продуктивна. Продуктивна е за мене само. Пошто јас си ги задоволам моментално потребите, така? Скролам таму, значи фокусот ми е хаос, нели? Да. И се ја Што е нормално. Да, чекај да ти покажам ова, чекај да ти покажам ова. Не треба да покажам на телефон, си пракаме рилови, окей, све смешно е тоа, супер. Тоа е пестајм. Па пестајм е онакво е као да, нешто што си собрал, споделување, окей, ама ова базично споделување мислам дека е многу плодородно. Мислам. Ме фати се неа собирано исподелување, онака евлеја челебија за сиромашни сме со рилови. Катастрофа, да. Он правил патепи си пусти од... Нема он иде од човек до човек. Да, а ние од рил до рил. Супер. Супер. Се што посакуваме да се развива човештво до човек. Сега прави пируети у гроб и произведува електрична енергија. Да, за поголемиот дел од Балкан. Джики, што би препорачал на еден млад човек што почува оваа индустрија? Што е тоа што мислиш дека треба да му биде драйв? Како треба да го стекне тоа искуство? Што треба да направи за да гази? Јас сеќам дека треба прво да расчисти со суета, тоа не битна работа. Сед пошто има да слуша не многу дугачко време. Друга страна треба да прифати за себе каде работи. Значи прво да свати во која индустрија е. Да свати дека ние го формуваме етерот, ставаме информација во етерот и го пуштаме, знаеш. Тоа е шаранолико, тоа е забавно, тоа е сериозно. И сериозно е со тоа што да, сериозно ние нас најмногу и на клиентот. Таму енд юзерот има многу краток спен, значи он ќе го заборави за 2 недели. Но ако стратегијата е добра, долготрајна и така натаму, да не должам упорноста. Значи мора да расчисти суета, следна точка е упорност. Заради тоа што мора да седне и да згрее столица и да види и самиот да свати, зборам машко-женско и така натаму, колку може да се развие. Да свати дека неговиот капацитет не е довде. Неговиот капацитет продолжува, ама не може да продолжи да се гради, освен ако не е во склоп на тим, така? Значи неговата лична инвестиција, ама и во тимот. Тоа што има луѓе од кои што така треба секојаш може да побара помош, секојаш може да побара совет, така? Секојаш може да разменуваме, секојаш може да дојде да праша, знаеш, не дали сум ја, кој било друг, така? Меѓу себе да комуницира. Значи да биде упорен во, како да кажам, и дури во тешките моменти не ги сваќа дека се тоа толку тешки моменти или трагични. Апсолутно, значи тебе ако не ти текнува, особено дали треба грешката плаша тебе. Нема зашто така плаша. Јас во мојата кариера сум грешил, сум се осеќал лошо за нешто што сум мислам тоа можда и екстерни влијанија се не е битно.
Ама не сум се откажал, знаеш, и сега Тоа е многу битно. апсолутно, мислам затоа сум се уште у маркетинг. А колку треба си љубопитен у маркетинг? Ептен треба. И треба да истражуваш многу и треба, затоа реков, да истражуваш индустријата, ама да истражуваш и у себе. Ме сваќаш, пошто сите работи мора интроспекција и мора се што влегува да резонира со тебе. Мислам да резонира, да вибрира. Мора да за да го поминеш низ тебе, за да имаш заклучок. Така. И мора да бидеш многу, не знам, мене тоа ми функционира само да си дај себе си, како се кона, доза на алтруизам. Со луѓе ќе работиш. Стварно мораш да научиш да ги слушаш луѓето. Таа е, според мен, најбитната алатка во ова што го работиме. Мислам, тој го предавам и така напред. Слушајте ги луѓето што зборат. Едва чека да ти кажеш што сега. Он ќе ти го смисли. Само ти слушај го. Слушај ги клиентите што зборат. Така, пошто и они се бренд кипери како што се. Одговорноста е поголема од твојата. Ти ги смислиш кампањата, се зависи твојата реча. Така. Они треба брендот да оградат, па тебе да те дадат работа и така. Така да упорност. Знаеш како? Јас секогаш викам, за мене барем најубавата лекција што во живот имам научено е know your audience. Значи мора да знаеш кому се обракаш. Кога кажам know your audience, не мислам само низ призма на маркетинг, мислам и низ призма на твои соговорници. Дали приватно, дали романтично, дали другарски, дали професионално. Мора да знаеш кому се обраќаш. Поради тоа што многу е битно кога ги одбереш зборовите, соодветните зборови кои што некој може да ги разбере во даден момент, многу менуваат од тоа дали јас и ти ќе се разбереме или ќе има некое глупо недоразбирање базирано на тоа што јас сум бил премногу мрзлив да се изразам како што треба, за ти да ме сватиш како што треба. Така е, да инвестираш. Пак ти кажам, така е, know your audience значи дека јас треба да имам внатре желба да истапам кон луѓето. Значи тоа е личен скил, не е само личен скил кој што може да се аплицира за сите работи. За сите, Пошто јас сметам дека комуникација влегува и во нашето професионално однесување со другари, со партнери, со блиски луѓе, со соработници, со сите. И ти ако немаш трпение да слушаш, и она што ми е исто така многу интересно е дека едно е ти да слушаш со намера да одговориш или да даеш совет, а друго е да слушаш со намера да слушаш. Што ако имаш намера да слушаш, некогаш човекот ќе си каже се што треба да каже и нема потреба од додавки од твоја страна. Некојаш човекот има потреба само да каже. Да каже. И ти можеш да го слушаш, ти ќе си ги најдеш внатре интереси. Тоа е кога да збори со ChatGPT. Така. Ме сваќаш? Апсолутно. Буквално исто. Сега тоа што е поинак, тоа што е дигитална алатка е друга ствар. И тоа што прави карма караш и све и свашта има во одговорите и така натаму, тоа е окей. ChatGPT понекогаш е човек кој што едноставно имам потреба да ти кажам све. Таков е ChatGPT. Тебе умешноста, тоа што треба да развиваш ти како дигитална алатка, таму во ChatGPT е да ги препознаш pinpoints. Да. Значи ти мора да ги бараш поинтите. И кај човекот кој што ти збори, кој што се стресува во моментот затоа што е такво емотивно стање, и кај него има pinpoint за тебе. Само треба да знаеш да ги препознаеш. Пошто и ти ќе најдеш поуки. И да не ги свагаш лично. Апсолутно. Не сите работи се лични во животот. Да. Изразувањето е одраз на тоа како некој се осеќа во моментот. Еве многу добро што го спомна ChatGPT, пошто еве, јас на пример ќе ти кажам, од ChatGPT се вадат и од Copilot и од сите тие AI large language models се вадат феноменални работи, но многу е битно каква инструкција даваш. Промптот. И од тука промптот е еднакво на креативен бриф од страна на клиент. Ако клиентот не знае ти дае креативен бриф или општо бриф за кампањата, твоја задача е да го извлечеш тоа од него. Така е. И тоа е нешто што многу често го забораваме, бидејќи колку се појасни инструкциите, толку е подобар квалитетот на тоа што се дава како финален аутпут. Апсолутно. Апсолутно. Многу едноставно. Многу едноставно. Feed me info, јас треба да го спакувам тоа креативни стратешки управа. За крај, колку мислиш дека влијае општата стратегија на компаниите, нивната мисија и визија во однос на тоа како се позиционираат на пазарот и дали повеќето компании гледаат долгорочно кај нас или гледаат само на кратки стази да постигнат успеси? Мене ми се допаѓа тоа што пазарот се менува. Од пред 10 години, например, кога доминира компании со развиени стратегии од надвор, бидејќи се дел од групација, зборувам телекомски оператори и така натаму. Сега веќе има исчека. Заради тоа што тој современ бизнес свет сваќа веќе дека позиционирањето на брендот не сака да е стартап, или сака да премине во бизнес. Да премине во бизнес мора да размишља долгорочно. Веќе има промена на тоа, промена во тоа и има многу по-самосвесни млади менаџери кои што знаат што значи стратешко планирање на долг временски период. Многу се менува, што е супер. Јас се слагам дека се менува. Да, и треба да биде, и барем ако не се 4 години, се 5 години.
Дали наша задача како маркетери да инсистираме луѓето, ако не размислуваат стратешки, да почнат да ја мислат онаа амбрела комуникација каде што ќе можеш било каква кампања да штекнеш во иднина и подолгорочен наратив кој што луѓето кога ќе го слушаат на подолг период ќе сватат дека тој бренд дава поголема вредност. Затоа реков напоредно, секој кој што треба да размислува, а дел од маркетинг треба да размислува на два начина. Значи едниот е on the long run, така, и моментот што може да се направи. Ама напоредно треба и да го едуцира клиентот. Слушај, твојот бренд во моментов тапка тука е негде позициониран, има шанса, ова е одличен момент, се ситуациите. Тоа треба да ги пратиш ти во однос на конкуренција, така, нели затоа се прават истражувања и така натаму. И да му кажеш на крајот на кристата ова више влага у нели консултантство. Така. Значи малце да развиваш и делови од себе после некое време, така како професионалец, да гледаш поголемата слика, нели? Затоа е многу битно да има, како ти кажам, исчекорот е во едукација на клиентите. А сега доаѓаат заради тоа што се има поогромен пул на информации, едукација, гледаш дека дополнителна едукација е момент кој што добава дополнителни вештини, ме сваќаш. Веќе почнува да се движат работите многу побрзо. Значи онаа инертно што беа да речеме огромни компании, сериозни буџети, тоа нема збор. Се малце порасепено, по down to earth, по така, по стратешки гледат. Само што ние како маркетери мора да ги едуцираме. Не дека луѓето не знаат, туку да им кажеме да препознат да се фокусираат. Апсолутно, види што се случува, види ова фатов овде на пазар се дешава, дали го препознаваш, иако тоа е работа на маркетинг тимот. Таму не е лошо секогаш ти да покажеш проактивност одредена и така. Тоа се цени како иде. Джики, многу ми беше мерак што толку беше? Што се дело од ова. Мора да оставиме малку простор за втора епизода, пошто ја и ти имаме стварно доста да разглабаме, ама квалитетот на разговорот со тебе секогаш на високо ниво. Желбата од моја страна седам и да слушаме секогаш голема, така да се надевам дека ќе истерам уште 2-3 епизоди за. Ајде. Секогаш од ти благодарам многу. Жив здрав. Фала многу.